Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Минатиот пат обработивме еден дел од разговорот на Господ Исус и учениците во горната соба. Исус им кажа дека ќе подготви место за нив, а кога ќе го направи тоа, ќе се врати за да ги земе кај себе. Кога ги слушнаа тие зборови, на учениците не им беше баш јасно што сака да каже, па затоа Тома го праша каде оди и кој е патот до тоа место. Одговорот на Исус на тоа прашање е всушност еден од најпознатите стихови во Библијата. Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Отецот, освен преку мене. Како што спомнав во едно од претходните проучувања, апостолите не само што беа збунети, туку и уплашени. После Тома, и Филип имаше прашање. Слушнете што пишува во стиховите 7 и 8. Ако ме бевте познавале, ќе го познававте и мојот Отец, а одсега го познавате и сте го виделе. Филип му рече: Господи, покажи ни го Отецот и доста ни е. Барањето на Филип беше: покажи ни го Отецот и доста ни е. Генерално гледано, Филип беше еден од потивките апостоли. Многу ретко зборуваше и затоа беше сосем поинаков од Симон Петар, кој секогаш имаше што да каже. Со оглед на тоа што неговото име е грчко, некои веруваат дека Филип имал грчко потекло. Иако не верувам дека тоа е вистина, сепак сметам дека беше необичен човек. За него е карактеристично што во Евангелијата пишува дека неколку пати донесе луѓе да се сретнат со Исус. Филип беше тој кој се сретна со Натанаил и му кажа за Исус. Предпоставувам, двајцата беа пријатели. Филип беше тивок, а Натанаил шеговиец. И покрај тоа што беа различни, сепак имаа добро пријателство. Неретко таква е состојбата во некои бракови. Едниот од сопружниците многу зборува, а другиот е потивок. Филип беше човек кој директно зборуваше и го кажуваше тоа што го мисли. Сетете се дека во еден момент кај него дојдоа некои грци и му рекоа: сакаме да го видиме Исус. И тој ги однесе кај него. Молбата на Филип, која е запишана во стих 8, е можеби највозвишената желба и најдлабокиот копнеж за кој читаме во Библијата. Додека размислуваме за нашите желби и копнежи, сакам да ве прашам: која е вашата најголема желба во животот? Која е вашата главна цел? Сакате да се збогатите? Сакате да станете познати? Сакате вашите деца да имаат добро образование? Сакате да живеат побожно и да го следат Божиот пат? Некои од овие желби не се лоши, но еве ја највозвишената. Филип му рече: Господи, покажи ни го Отецот и доста ни е. Филип како да сакаше да каже: сакам да го видам Бог, покажи ми го Бог. Би можел цела вечност да седам на едно место, да го гледам и воопшто да не ми е досадно. Иако Филип сакаше да го види Отецот, сепак, како што спомнав додека ја проучувавме глава 4 од ова Евангелие, Бог е дух, и оние кои му се поклонуваат, треба да му се поклонуваат во дух и вистина. Филип сакаше да го види Отецот и не го очекуваше одговорот кој Исус ќе му го даде. Слушнете што им рече Исус неколку моменти подоцна. Стих 20. Во оној ден вие ќе разберете дека јас сум во мојот Отец и вие сте во мене и јас сум во вас. Ова е прекрасно ветување. Главната цел на нашето постоење и живење на земјата е да го спознаеме Христос и спознавајќи го Него, да го спознаеме самиот Бог. Тоа е она кон кое секој човек треба да се стреми. Не знам кој е вашето хоби, интерес или професија. Сите ние имаме различни интереси и не привлекуваат различни нешта. Но од библиска гледна точка, тоа што е универзално за сите луѓе е дека сите сме грешни и имаме потреба од спасение. Не само тоа, туку Бог го повикува секој од нас да има заедништво и општење со Него. Тоа е најважното нешто во животот. Ако сакаме да ја минеме вечноста во рајот заедно со Бог, потребно е да го спознаеме уште додека сме тука на земјата. Филип побара да го види Отецот. А сега слушнете го одговорот на Господ Исус. Му одговори Исус: толку време сум со вас, и зар не си ме познал, Филипе?
Кој ме видел мене, го видел Отецот. Па како ти велиш, покажи ни го Отецот? Со други зборови, Исус му рече, кога ме гледаш мене, не го гледаш Отецот, но јас сум ист како него во сила, карактер, во љубовта и во се останато. Секој кој ме видел мене, го видел и Отецот. Христос ни го откри Бог Отецот во полнота. Како ти велиш, покажи ни го Отецот? Како што можете да видите, дури и Филип, кој навидум имаше духовна проникливост и разбирање, можеше да направи грешка. Неговата желба и барање беа слични како оние на Мојсей. Кога разговараше со Бог на планината, Мојсей му рече, сакам да те видам. Тоа е желбата на секоја личност која искрено верува во Бог. Секој кој верува во Бог, сака да го види и да го доживее на посебен начин. Забележете го следниот дел од одговорот на Исус. Не веруваш ли дека јас сум во Отецот и дека Отецот е во мене? Зборовите што ви ги кажувам, од себе не ги зборувам, туку од Отецот кој е секогаш во мене. Тој ги врши делата. Исус нагласи два аспекти од неговата служба – зборовите и делата. Тој го правеше тоа што го зборуваше. Тоа е еден од главните проблеми за многу верници денес. Зборовите и делата не им се совпаѓаат. Голем број верници се добри на збор, но нивните дела не ги следат зборовите. Не велам дека треба да живееме совршен живот. Никој од нас не е и не може да биде совршен. Затоа, кога ја проучував на глава 13, реков дека секој христијанин треба редовно да практикува исповедање на гревовите. Господ Исус рече, ако не те измијам, нема да имаш дел од мене. Денес некои луѓе не можат да имаат вистинско заедништво со Господ, бидејќи мислат дека немаат потреба од исповед. Сите имаме потреба од исповед, бидејќи сите грешиме. Нашите зборови и дела не секогаш се совпаѓаат, како што беше случајот со Господ Исус Христос. Всушност, Исус рече, зборовите кои ги кажувам не се од мене. Забележувате ли дека во Евангелијата многу често пишува дека Исус ја следеше волјата на Отецот? Од време на време читаме како вели, го правам тоа бидејќи тоа е волјата на Отецот. Зборовите кои ги кажуваше беа согласно волјата на Отецот. Делата кои ги правеше беа согласно волјата на Отецот. Затоа му рече на Филип, слушајќи ги моите зборови, вие всушност ги слушате зборовите на Отецот. Гледајќи ги моите дела, вие ги гледате делата на Отецот, бидејќи тој действува во и преку мене. Потоа Исус продолжи да зборува и со следните неколку реченици им објасни на учениците колку е важно да веруваат во Него и какви резултати ќе произведе таа вера во нивните животи. Тоа трае се до стих 22, каде е прекинат од страна на Јуда, не Искариот, со прашање. Сакам да обрнете внимание на стиховите кои ќе ги читаме и нивното значење. Иако немаме време подетално да навлеземе во нивна обработка, сепак верувам дека ќе ви биде од полза тоа што ќе го слушнете. Верувајте ми дека јас сум во Отецот и Отецот е во мене. Ако ли пак не, тогаш верувајте во мене заради делата. Исус рече, ако не им верувате на моите зборови, тогаш поверувајте поради делата кои ги покажав. Тоа што го видовте, треба да ве убеди. Вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши, и поголеми од нив ќе врши, зашто јас си одам кај својот Отец. Слушнавте ли кое е ветувањето на Господ Исус? Тој рече дека секој кој верува во Него, ќе може да врши поголеми дела од неговите. Тоа е навистина неверојатно, зарем не? Но прашањето е, што значи тоа дека ќе можеме да вршиме поголеми дела од неговите? Додека беше на земјата, Исус правеше многу чуда кои никој во тоа време не можеше да ги порекне. Со оглед на тоа што е Бог, не треба да не изненадува тоа што правеше такви чуда. Кога зборуваше за оние кои му веруваат, тој рече дека тие луѓе ќе прават поголеми дела од неговите. За какви дела станува збор? Кои се делата на Исус кои се опишани во Евангелието според Јован? Или може би е подобро да прашам, кои се најголемите дела кои Исус ги направи? Лично сметам дека најголемите дела на Исус беа оние со кои им помогна на луѓето да се помират со Отецот и да добијат вечен живот. Какви се тогаш тие поголеми дела кои неговите следбеници ќе ги прават?
Ке спомнам само неколку од нив. Например, за време на празникот Педесетница, кога Светиот Дух се спушти врз првата црква, апостолот Петар застана пред народот и проповедаше. Како резултат на тоа 3000 луѓе поверуваа во Бог. Тоа е поголемо дело. Кога Господ Исус беше на земјата, ниту еднаш не се случи толку луѓе одеднаш да поверуваат. Кога апостолот Павле беше во градот Филипи, проповедаше и како резултат на неговата проповед, група луѓе поверуваа и таму беше основана нова црква. Пред многу години живееше еден човек по име Џорџ Макеј, кој отиде да живее во Уганда како мисионер и успешно му служеше на Бог во таа земја. Имаше уште еден мисионер со исто презиме, кој служеше во Формоса. Човекот одлучи да напушти се што има, за да им служи на луѓето кои живееа на тоа место. Никој не се осудуваше да оди таму, бидејќи на тој остров живееа човекојатци. Кога Макеј стигна таму, многумина поверуваа во Господ поради неговата служба. Тоа се само мал дел од тие поголеми дела кои ги направија учениците и следбениците на Господ Исус. Тој се уште работи во овој свет, но тоа го прави преку луѓето, кои иако се грешни, сепак се полезни во неговите раце. Исус може да действува и преку вас. За мене лично е голема привилегија што можам да му служам преку овие аудио проучувања на Библијата и што има луѓе кои се спасуваат преку тоа што го слушаат. Тоа се поголемите дела. За сето тоа заслугата е само негова и затоа славата треба да му припадне само нему. Ние сме обични алатки во рацете на големиот мајстор. Забележувате ли колку често Исус го спомнува Отецот во овие стихови? Слушнете што вели во стих 13. И што и да посакате од Отецот во мое име, ќе ви го исполнам, за да се прослави Отецот во Синот. Ова е еден од најзлоупотребуваните стихови во Библијата. Што и да посакате од Отецот во мое име, ќе ви го исполнам. Голем број луѓе го користат овој стих како основа за идејата дека Бог ќе им даде се што ќе посакаат и побараат. Таквите ги искажуваат своите желби пред Бог и кога тој не им ги исполнува, велат: се молев и Бог не ми го даде тоа што ми го вети. Неодамна разговарав со извршен директор на голема фирма. Човекот е христијанин и сериозно си ја сваќа верата во Бог. Ми рече: сакам да те прашам нешто. Пред некое време го прочитав овој стих и почнав да му се молам на Бог, а тој не ми го даде тоа што го барав. Каде е проблемот? Му одговорив: проблемот е во тоа што не си го разбрал стихот како што треба. Исус не кажа дека Бог е машина за исполнување желби. Треба да продолжиш да читаш и да видиш што пишува во следните стихови. Ако посакате нешто во мое име, јас ќе го направам. Ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Во некои околности, Божите ветувања се тесно поврзани со нашата послушност. Што значи да се посака нешто во името на Христос? Во стих 13 Исус рече: и што и да посакате од Отецот во мое име, ќе ви го исполнам, за да се прослави Отецот во Синот. Бог ги одговара оние молитви во кои ние бараме нешто преку кое тој ќе се прослави. Тоа значи дека Бог ќе ги одговори само оние молитви кои се согласно неговата волја. Ако сме во Христос и ако се стремиме да ја спознаеме и живееме неговата волја, ќе знаеме да го бараме тоа што му е угодно на Бог. Причината зошто Бог воопшто ги слуша нашите молитви е поради тоа што ние сме во Христос, бидејќи веруваме во неговата смрт и воскресение. Без застапничката жртва на Христос, јас немам право да барам ништо од Бог. Тој не ги слуша нашите молитви поради самите нас, туку поради тоа што Исус го направи. Кога се молиме на Отецот и завршуваме со зборовите во името на Исус, тоа не е само обична фраза која мораме да ја кажеме. Туку со тие зборови изјавуваме дека бараме поради заслугата на Исус. Кога кажуваме во името на Исус, ние всушност велиме: татко, не ги бараме овие нешта зашто заслужуваме, туку поради тоа што Исус го направи. Не ги бараме овие нешта за себе, туку за негова слава. Кога бараме нешта кои се за негова слава, тој не слуша и ќе одговори. Но има уште еден важен аспект кој треба да го имаме на ум во однос на оваа вистина. Сето ова зависи и од нашата послушност кон Христос.
Секој кој сака да го разбере значењето на стихот во кој Исус ни ветува дека ќе ни даде се што ќе побараме, мора да го толкува во контекст на стихот, каде пишува дека оние кои го сакаат, ги чуваат неговите заповеди. Што е со вас? Дали го сакате Исус? Дали ги чувате неговите заповеди и живеете согласно неговите зборови? Тоа е важно, бидејќи послушноста кон неговите зборови е единствениот начин на кој покажуваме дека го сакаме. Пред многу години, доктор Хери Айронсайд бил да проповеда во една црква. И пред да почне богослужбата, во црковната зграда влегла млада девојка. Пасторот му рекол: оваа млада девојка беше една од најактивните членови во црквата. Пееше во хорот, поучуваше веронаука, но потоа се отиде од црквата и тргна по светот. Ова е прв пат да дојде во црква по неколку месеци. Таа вечер доктор Айронсайд проповедал врз основа на стиховите кои што туку ги прочитавме. По богослужбата девојката му пристапила и му рекла: како можете да ги лажете овие луѓе и да им кажувате дека ќе им биде дадено се што ќе побараат во името на Исус? Доктор Айронсайд и рекол: седи и кажи ми зошто мислиш дека тоа не е вистина. Девојката одговорила: пред некое време татко ми беше многу болен. Кога дојде докторот да го прегледа, клекнав на колена и му се молев на Бог. Верував во стихот кој го цитиравте денес, дека се што ќе побарам во името на Исус ќе ми биде дадено. Барав Бог да го исцели татко ми. Кога излезе од собата на татко ми, докторот кажа дека починал. Зарем не е очигледно дека Бог не го исполни своето ветување? Доктор Айронсайд одговорил: но дали го прочита следниот стих? Ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Замисли дека одиш по улица и наоѓаш тестамент кој гласи на име на друга личност. Дали можеш да го добиеш наследството кое е оставено во тој документ? Се разбира дека не. Ти си го сторила токму тоа. Дали го практикуваш тоа што го пишува во следниот стих? Дали го сакаш Христос? Дали ги исполнуваш неговите заповеди? Ако одговорот на тие прашања е не, тогаш библиското ветување дека Бог ќе ти го даде тоа што го бараш не се однесува на тебе. Девојката останала без зборови и сватила дека докторот е во право. Но тоа е важно и за нас денес да го разбереме. Бог ни ветил дека ќе ги слушне нашите молитви, но дали ние ги слушаме и почитуваме неговите заповеди? Потоа вели: јас ќе го помолам Отецот, и тој ќе ви даде друг утешител за да биде со вас довека. Духот на вистината, кого светот не може да го прими, зашто не го виде, ниту го познава, а вие го познавате, зашто во вас е и во вас ќе биде. Светиот Дух беше во светот и пред Педесетница, но од празникот Педесетница тој почна да живее во верниците. Оние кои се Христови го познаваат. Оние кои не се Христови се под влијание на неговата служба, но се додека не поверуваат во смртта и воскресението на Исус, тој нема да се всели во нив. Потоа Исус рече: нема да ве оставам сираци, ќе дојдам кај вас. Зборот преведен како сираци е грчкиот збор орфанос. Исус вети дека нема да не остави сираци. Кога рече ќе дојдам кај вас, тој мисли на неговото присуство преку Светиот Дух. Пред малку го прочитавме стих 20. Исус рече: во оној ден вие ќе разберете дека јас сум во мојот Отец и вие сте во мене и јас сум во вас. Во оној ден вие ќе разберете дека јас сум во мојот Отец и вие сте во мене. Прашањето е: за кој ден зборува Исус во овој стих? Не станува збор за буквален ден, туку за период кој започна со Педесетница, кога Светиот Дух се спушти врз црквата. Тоа е денот од кога Исус почна да пребива по верниците преку Светиот Дух. Ова е всушност една од најдлабоките изјави во Евангелието според Јован, а и во самата Библија. Ниту еден филозоф не може да ја објасни длабочината на овие зборови. Изразите «Вие сте во мене и јас сум во вас» се составени од едносложни и двосложни зборови и навидум се многу едноставни, но тие се многу длабоки. Кога Исус рече «Јас сум во вас», тој всушност зборуваше за спасението. Да се биде спасен, значи да се биде во Христос. Ова е суштината на спасението и светоста. Христос живее во секој кој верува и се надева на неговата смрт и воскресението. Христос им дава сила на тие кои му веруваат и поради таа сила тие можат да живеат свет живот. Како и апостолот Павле, секој следбеник на Исус рече:
Христос живее во мене. Слушнете што пишува во стих 21. Кој ги има заповедите мои и ги пази, тој е оној што ме љуби. Не можете да ми кажете дека го сакате Христос ако не сте му послушни. Љубовта кон Исус е тесно поврзана со послушноста и тој многу јасно го објаснува тоа во стих 21. Ова се многу важни зборови на кои треба да обрнете внимание. Кој ме љуби мене, возлюбен ќе биде од мојот Отец, и јас ќе го возлюбам и ќе му се јавам сам. Му рече Јуда, не Искариот: Господи, зошто сакаш нам да ни се јавиш, а не на светот? Всушност, Јуда како да му рече на Исус: Господи, супер е тоа што ние сме тука и те слушаме. Но што е со другите? Зарем заборави на светот? На некој начин, Јуда беше првиот мисионер. Во останатиот дел од главата, Исус му одговара на прашањето и на некој начин му вели: Јуда, не го заборави в светот. Го сакам светот и мислам на него. Причината зошто ве повикав да бидете апостоли и ве собрав на ова место е за да ви ги кажам сите овие нешта, а потоа вие, водени од силата на Светиот Дух, да им ги пренесете на луѓето од светот. Не го заборави в светот. Единствениот начин светот да дознае за овие вистини е преку вашата служба. Апостолот Јован беше присутен додека беа кажани овие работи и затоа ги запишал во Евангелието. Исус им кажа на апостолите дека Светиот Дух ќе ги поучи и потсети на сета вистина. Потоа им рече: Мир ви оставам, мирот свој ви го давам. Јас ви го давам, но не како што го дава светот. Ова е прекрасниот и славен мир кој е присутен во срцата на оние кои се целосно предадени на Господ Исус. Оние на кои тој им рече: Ако ме љубевте мене, ќе се зарадувавте што реков: Одам кај мојот Отец, зашто мојот Отец е поголем од мене. Ќе ги прочитам последните два стихови. Нема веќе многу да зборувам со вас, зашто иде кнезот на овој свет и во мене тој нема ништо. Но за да разбере светот дека го љубам Отецот и како што ми заповеда Отецот, така правам. Станете да си одиме одовде. Така Исус им кажа дека е време да го прекинат разговорот. Во предпоследниот стих им кажа дека доаѓа кнезот на овој свет. Станува збор за сатаната. На Исус му следуваше уште една средба со сатаната. И лично сметам дека тоа се случи во Гецеманската градина. После таа средба, Исус беше уапсен, осуден и распнат на крст за гревовите на светот. Откако воскресне и се вознесе, го испрати Светиот Дух да дојде на оваа земја и да пребива во оние кои му припаѓаат нему. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.